Добро вечер, јас сум Васко Ефтов, во емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие, и јас имаме право да ја знаеме вистината. Вечерва ќе може проследите интервју со Мирослав Грчев, колумнист, поранешен градоначалник на општина Центар, еден од луѓето кој е таа интелектуална структура на СДСМ, повеќе години председател или начело на Советот на интелектуалци, основачи и ветерани на СДСМ, спаѓа во редот на оние јастреби или екстремни структури во врвот на СДСМ или тоа што е Доналд Рамсел во структурите на републиканците, тоа е господинот Мирослав Грчев во структурите на СДСМ. Ќе може да проследите едно тврдо, интензивно и многу добро интервју. Останете со нас 60 на минути и јас сум сигурен дека нема да зажалите, почитувани гледачи. Ова ќе биде емисија со најмалку најави, бидејќи мезмалку во текот на целото интервју, јас ќе кажам едва и 3 или 4 најави, бидејќи нема место каде да биде прекинато интервјуто. Ќе биде ова најава и некаде 47 минути подоцна воопшто нема да се појавам со најави во оваа емисија. Меѓутоа за почеток сакам да објаснам каде всушност и зошто така почнуваме. Во средата се случи оној фудбалски надпревар во Тетово помеѓу Шкендија и Вардар. На тој надпревар албанците или навијачите на Шкендија навива убијте ги каурите. Така и го почнуваме интервјуто. Ќе може да проследите снимката, ќе може да слушнете како младите албанци или навијачите на Шкендија најавуваат дека треба да бидат убиени каурите и продолжуваме со интервјуто со господинот Мирослав Грчев. По средата ги слушавте ли оние повици уби каура во Тетово што беа на фудбалскиот надпревар? Не следам фудбал и немав прилика. Слушам. Ви пречи ли тоа? Слушам за такви повици и пеења и од страната на овие што протестираат за заедничка Македонија. Колку што гледам нема. Имаше првиот ден, 50 дена се мирни протести. Има секојаш. Но гледате, вие лесно да зборите за македонските нели повици, тешко вие за албанските. Ви пречи ли ко скандират у Тетово уби каура? Не, ниедни изблици на омраза, особено ако е омразата невтемелена во никаков резон. Пошто знаете, имате омраза која што е оправдана. Гледате, колку време ви треба да одговорите на обично прашање. Дали ви пречи, секако дека ми пречи. Ко скандират албанците уби каура. Сакам да ја раширам темата. Дека сите тие говори на вие ја шириле колку сакате, но ова ви е тешко да кажете. Па не сум го гледал, зашто ми е тешко? Ви пречи ли Тиранската платформа? Не ја читав, право да ви кажам. Ја сметам за нерелевантна. За да биде тема, за да биде дискурс во овој момент. Знаете зашто? Вие сте еден од колумнистите на Слободен печат, на Плюс Инфо. Ги дебатирате, ги коментирате, анализирате актуалните политички случувања и се велите не сте прочитале Тиранската платформа. Тоа е како да сте биле на времето професор по марксизам, а да не сте го прочитале Маркс. Не, гледайте, значи не се бавев со читање во права смисла на зборот. Ја прегледав, значи знам нејзината содржина, тоа е читање како кога читате весник. Вие сте од партизанско семејство, од комунистичко семејство. Секако. Ви пречи ли одредницата во Тиранската платформа, која не сте прочитали, но јас ќе ви ја цитирам, кај што се обвинува македонската држава и македонскиот народ од 44-та, кога е формирана македонска држава, до 56-та година, дека е геноциден народ и геноцидна држава за геноцид извршен за албанците. Го видов тоа ви пречи? Го видов тоа и го сметам, гледате, значи, кога ќе речете, кога ќе го формулирате прашањето дали ми пречи, веднаш му дадате значење на она што би требало мене да ми пречи. Затоа јас изгледа дека го одбегнувам да говорам. Јас тоа го сметам, да речеме, таа точка од така наречената платформа, таа точка, во која што вели во програма дека треба да се осуди геноцидот над албанскиот народ од 12 до 56 година, во која што имплицитно упаѓа и периодот од нашата државност македонска,
Меѓутоа, и она другото, ја сметам за бесмислена. Како бесмислена? Па, очигледно, официјална пазите, платформа, очигледно, која е направена во присуство на албански премиер. Кај што албански министар за надворешни работи вели, тоа треба да е составен дел на уставот. Кај што 3 албански партии, кои имаат најмногу гласови, убедливо најмногу гласови во Република Македонија, велат таа платформа, таа црвена линија над која и под која не се преговара, таа не може да биде бесмислена. Таа може да биде опасна, но не може да биде бесмислена. Знаете што е најважно и во политиката, и во животот, во секоја ситуација животна. Најважно е да сватите што се случува во моментот. Значи, да го сватите приоритетот на работите, структурата на действието. Значи, што е најважно, што е материјално, од што зависи мигот, од што зависи иднината, а што е секундарно, терцијално, односно конечно во таа листа, што е потполно неважно. Само да ви завршам тоа. Значи, гледайте сега, што се случува во моментот во Македонија? Во моментот во Македонија се случува државен удар во континуитет, во кој што власта, спротивно на уставот, спротивно на сите закони, спротивно на демократските принципи, ја декапацитира Македонија од сувереност, од една институција и ја држи со закана на крвопролевање, ја држи власта, врши, значи, терор, насилство, соборување на уставен поредок и овие што се уште на функција како чувениот носител на просторот во кој што треба да се појавува председателот, што врши велепредавство. Значи, тоа ви се случува и ние сега ќе зборуваме за нешто што група на партии седнала, го напишала прилично неписмено, прилично површно. Не е вредно уопште да го чита. Професоре, тоа кој ќе се преточи во владина програма станува нешто порелевантно и кој ќе се преточи во закон станува нешто за што може да се дискутира. Сега е ништо. Во момент кога имам државен удар и државен тероризам од една банда која што комплетно ја извади Македонија од правен и од воопшто од човечки поредок. Добро. Ова е бандитизам. Завршивте мисла. Да. Значи, Тиранската платформа не сте ја прочитале, ама таа е минорна работа, не се извини. Не, ја прегледав. Професоре. Значи, пазите, јас сум професор. Зар вие тоа ја под читање, под разбирам, да се не можете да ја сватите грандиозноста на опасноста што се закана во Република Македонија. Држава, соседна на Република Македонија, кој веќе станал проблем во целиот регион, кај што се закано премиерот дека ако не го примат во ЕУ, ќе се спои и ќе направи федерација со Косово. Кај што премиерот Еди Рама и министерот за надворешни работи се спонзори на Тиранска платформа, кај што не може влада да се формира, ни од едната, ни од другата македонска партија, без гласовите на тие 3 албански партии, кои што велат ова се црвените линии, кои што заговарат двојазичност на цела територија на Македонија, федерализација и така натаму и така натаму. Видите, небитно која македонска партија е на власт, по мене, овде стана збор за темели на државноста на Република Македонија. Македонија со рамковниот договор веќе не е таа што Самсонска Македонија. Македонија со Тиранската платформа ќе биде уште помалку Македонија во споредба со таа рамковна Македонија. И вие се тука говорите и политички пробувате и партиски да наметнете одредени ставови без да го гледате државотворниот концепт, се извинувам. Значи, промашувате сериозно, многу сериозно. Ке ми даете исто толку време ко за прашањето? Да, апсолутно, па ви дозволив 3 минути претходно. Слободно. Океј. Значи, гледайте, приказната, која што е база на секоја разумно размислување или на секоја инженериска или научна или рационална постапка, да се препознаат факторите, чинители, да се препознае нивната приоритетот по логиката на нивната актуелност или на нивната хроничност, тоа е суштината на работите. Да, вие ми велите, зарем не ја препознавате значајот, големината на геополитичките околности, на заканата која што се појавува како албанска закана, сеалбанска, закана на голема Албанија, која што, да речеме, некаде отцепува, условно речено, делови од територии, а за Македонија ќе значи уништување на самата земја. Од кога
je geopolitički problem со голема Албанија од некој февруар месец, кога Груевски рече, а не, и кога Иванов рече, со оваа платформа не е возможно да се даде мандат, од тогаш постои геополитичкиот проблем, од тогаш е албанското движење во Косово или албанскиот Пиемонт во Албанија. Сега ме речам, тоа е стара, долгогодишна геополитичка тектонска акција. Значи се подготвав за ова интервју до 28 јануари. До 28 јануари, значи 29 јануари, нема така драматично ставање на маса на Тиранската платформа. Преговорите не се помеѓу ВМРО и сите албански партии, кој што се сега СДСМ и сите албански партии, вклучително и Мендух Тачи партијата, која не е потписник на Тиранската платформа, туку се преговорите помеѓу ДУИ и ВМРО ДПМН. Одеднаш кога прекинува тие преговори, тогаш Тиранската платформа која потпиша сите албански партии станува услов, црвена линија од која не отстапуваат албанците. Тоа е суштинската разлика до 28 и после 28 јануари. И таа суштинска разлика вие ја гледате, меѓутоа сакате да ја пренебрегнете, ставајќи во некакви партиски обланди и флоскули. Не е во партиски. Да, апсолутно. Ние, значи, македонската сувереност е под најголема закана од режимот на Груевски и неговиот подопашник Иванов. Зашто? Затоа што тој режим ја празни... Не е премиер од јануари месец минатата година. Тој е шеф, тој е капо ди купи. Од минатата година. Тути капи. Што е важно, пазите. Како што стојат работите, тешко дека ќе биде премиер од огледно време. Потпуно е неважно што, рецимо, во било која диктатура, каква позиција има газдата. Значи, подопашник Иванов. Може да го сакате, може да не го сакате. Мислите навредливо е? Може да ви... Па не е навредливо, невкусно за универзитетски професор. Значи, невкусно. Вие не сте Саше Политико. Вие сте универзитетски професор. Може да си дозволите во кафана, во слободно време. Точно е. Тивко во себе, но вака, пред камери, пред јавност, такво ниво на некултура, универзитетски професор, е недозволено и недопустиво да кажува од една или друга, са конкретно зборам со вас, и мене ми пречи. Не ве познавам таков. Значи можам да ви кажам зошто намерно употребувам и потешки, и навредливи, па ќе се рече и некултурни зборови, иако не ги сметам за такви. Затоа што сакам да речам дека однесувањето политички коректно од наша страна или глумење на нормалност, па ние сме цивилизирани, ние можеме со зборови, кога се случува грубо, навредливо, ужасно заканување за комплетната наша безбедност, иднина, декапацитирање на сите институции на земјата и заканување со крвопролевање, што го прави со акти диктирани од Груевски Иванов. Значи сега кон такви акти, каде што нормално луѓето треба да отат и да ги уапсат, да ги затворат, да ги судат, или, не дај Боже, да одговорат со иста мерка, пошто тоа што го прават сега ВМРО и председателот, тие вршат насилство. Во нивни раце се инструментите на насилство. Така да ние сме силовани, ние сме под диктатура која што не е активно насилна, значи тие не убиваат, не апсат луѓе и носат на стадиони или екзекутираат по подруми, меѓутоа насилството го вршат со закана, затоа што се закануваат со крвопролевање. Во таква околност, јас да вреднувам, да речеме, да употребувам... А кои се закани со крвопролевање? Каде сте прочитале крвопролевање? Кој се заканил со војна? Тоа што е некој пристоен и вели апарат на войска и на полиција. Ако се формира како се вика парламентарното мнозинство, ние и народот жестоко ќе реагираме. Дали последните 2 години
И воопшто не мора да речеме да се спомне со зборови крвопролевање, за да се повикува со зборови на дали улични омраза. протести стана легитимно средство на политичко делување? Да. Не. Да, апсолутно. Не. Значи, од 2014... Значи, не ја поставувајте симетријата. Дали протестира владата и нејзините финансирани одреди од 2015 година. Чекайте. Уличното делување помеѓу од тоа кој е на улици? 2015 година уличното протестирање и политичко делување станува легитимно следство на политичка борба. Па вие имате вие имате пред 3 дена. Од секогаш. Пред 3 дена преставка поднесена од американските судови против USAID, против Сорос, против одредени американски структури на Стейт Департмент, ама не мора да го прифатите вие може да не прифатите дека сонцето изгрева и заоѓа, тоа е факт. Се тужи USAID и Сорос дека финансирале насилни протести за рушење на власт. Легитимно. А таа власт е избрана со 63 мандати 2014 година. И не можеше да владее бидејќи има улични протести. Вие се улични протести не велите се демократски, а другите се недемократски. Што е струшено на овие улични протести изминатите 50 дена? Гледайте. Ама конкретно одговорите ми, што е струшено овие 50 дена? И направите споредба што све е струшено минатата година. Покретите сега што се случуваат не се сами по себе рушителски. Нивната порака е рушителска, затоа што нив ги организира власта, режимот. Не смеете да направите симетрија помеѓу протести. Тамо кај најте пола луѓе кои не гласат за ВМРО ДПМН. На тие протести имате ваши студенти, професоре. Зашто да не? Тие протести имате ваши студенти. Зашто да не? На тие протести имате ли ваши роднини? Сигурно имате. Од кај да знам? Имате ли ваши комшии? Не знам. Вие како ги нарекувате? Хибернирани кретени по улиците на Скопје, колумна 25 март 2018 година. Значи тие ваши студенти, потенцијални. Гледате. Тие ваши роднини, тие ваши пријатели. Вие ги нарекувате хибернирани кретени по улиците на Скопје. Дали тоа долико на универзитетски професор? Да, ваша колумна. Од 25 март. Тоа е насловот. Ќе видите внатре дека се работи за метафора. Еве, јас ќе цитирам уште еден. Ова ниско организирана протеинска материја. Што подразбирате под ниско организирана протеинска материја? Која како од канализација? Од канализација. Како од канализација? Па добро. Која ниско протеинска материја излага од канализација? Како од канализација спонтано во наводници се истура по скопските улици да протестира во одбрана на својата авторитарна мафијашка партиска власт. Тачно. Значи тие што протестират, вие ги споредувате со измет. Немам покултурен збор. Немам покултурен збор да најдам. Тоа што излага од дебелото црево. Моите формулации се покултурни. Еве ги. Ве цитирам. Значи, пазите. Ниско организирана протеинска материја, што како од канализација. Што е проблемот? Што излага од канализација, професоре? Не, али што е проблемот? Како што е проблемот? Па луѓе што протестират, вие ги нарекувате измет. Тие не се луѓе што протестират. А што се? Тие се луѓе организирани од еден мафијашки, фашистички режим. Убави зборови за тие луѓе. Па ги гледате ли тие луѓе? Не само што луѓе на 60, на 70 години. Него е неморално да имам. Без ниту еден погреден збор. Ништо искршено, ништо направено. Што е проблем да протестират? Тие се во функција. Спречели ништо? Ги спречели луѓето да доаѓат на работа? Спречели да функционира брза помош? Уништили нешто у Скопје? Што пречат тие луѓе да протестират? Го уништија уставниот поредок. Тие луѓе што протестират. Пазите, зашто ги одвојувате во вашето прашање, односно ова не е прашање, е дискусија? Не, ова е цитирање на ваша колумна. Ова е цитирање на ваша колумна, професоре. Со ставови, морални ставови дека се тоа непристојни или не соодветни. Не, јас ќе ви цитирам. Ама ја сега гледате. Видите, јас ќе ви цитирам и дополнително. Видите, наслов на колумна. Гомна во парламентот. Универзитетски професор. Значи гомна во парламентот. Тоа е метафора. Криминалната групација на ВМРО истори куп гомна настред парламентот. Па многу со метафори за еден архитект. Што е пострашно? Многу метафори користите за еден архитект. Да го уништите парламентот, неговата функција, да ја доведете во ризик сувереноста на земјата и територијалната
и меѓуетничката хармонија, која веќе не постои, не да ја доведете во ризик, во тешка закана или таа дејност да ја наречете истурење на гомна. Имате, значи, Што е пострашно? на 13 април 2017 година, ВМРО никогаш повеќе колумна. Точно. И цитирам, значи, повторно, велите мозокот, мислите на човечкиот мозок, иако тежи само 2 до 3% од вкупната телесна маша, тој троши неверојатни 25% од вкупната телесна енергија во мирување. Значи се мисли на човечкиот мозок. Да. Но кога овие бројки ќе се споредат со другите големи мајмуни, со нашите најблиски роднини шимпанзата, например, ќе видите дека нивниот мозок троши само 8% од вкупната енергија на телото. Значи, човечкиот мозок просечен троши 25%, кај мајмуните троши 8%. И идете понатаму. Значи, доодите понатаму. Видите, испаѓа дека нормалното функционирање на ВМРО-вскиот мозок на телото му заштедува неверојатни 17% енергија. Значи, ВМРО-вците се шимпанзи и мајмуни. Тоа е расизам, професоре. Не, тоа е шега. Не. Ама како шега? Тоа е расизам. Во нормална држава, вие не можете да бидете професор со вакви изблици на расизам, се извинувам. Не. Ова е класичен расизам. Гледате, не. И треба ви непријатно ако ме гледате очи да пишувате вакви работи. Не, вие јавност гледате, 150.000 луѓе ве гледат. Не, нема проблем. Значи сега дозволете... Ви дозволувам, еве чит. Да, и се згрозувам од ова што го читам. Океј, јас ќе ви кажам една работа. За згрозување е она што се случува. А тоа е уништување на една цела земја, заедно со уништување на нејзината култура, нејзиното образование, нејзиното здравство. Тоа е индиректно, али сосем сигурно убивање на стотици илјади луѓе, нивно раселување, нивно облитерација, самозаборав. Значи, тоа е вистинскиот злочин, магнум кримен. Ова се метафори или помалце или повеќе духовити. Кој некој вас би ме нарекол мајмун, тоа е метафора или е навреда? Мене да ме навреда? Да. Некој мајмун? Мислите дека би ми сметало тоа? Мене многу, вас не знам. Мене не би ми сметало воопшто, затоа што значи би го сватиле како комплимент? Па не, зашто комплимент? Тоа значи сега треба да ви кажам мајмун еден како не ти е срам. Би го прекинале интервјуто, нели? Би го прекинале интервјуто кој рече мајмун еден како не ти е срам. Не, да би го прекинале 100%. Јас би го прекинал. Веќе тоа не одговара, веќе тоа професоре не одговара на цивилизацијска дебата помеѓу 20 луѓе кои може имат исти ставови за некој прашање, за некој различни. Мора да се во контекст ставени, знаете. Во контекст, одредени работи во одреден контекст. Тие мајмуни плаќаат закон, плаќаат данок. Дали нашите... Тие мајмуни плаќаат данок. Па што? Дали нашите... Ами од тие даноци што ги плаќаат тие мајмуни, плата зимате вие? Не. Како универзитетски професор. Тие мајмуни го трошат данокот што го плаќаат сите. Не, тие мајмуни плаќаат данок и вие добивате плата. Плаќаме сите. Апсолутно. Плаќаме сите. И добивате плата. Јас добивам плата, а вие ги навредувате. Тие го трошат целиот друг дел. Значи, само платите ги враќаат назад на државните службеници за кои што се потрудија у најголема мерка да бидат клиентизирани под мобинг, под стална функција на субмисивност и на извршителност. И им одат по митинзи и им излегуваат на протести. Значи, гледате, приказната за овие метафори, дали се тие навредливи? Тоа е вадење од контекст. Ставите го на една страна делото. Господине Грчев. Делото. Значи, чекајте. Дали е велите имате многу роднини кои ги поддржуваат протестите. Суза Грчева ви е сна за брат. Океј. Така. Вивте ни с која харанга помена жената со тоа што напише на Фејсбук дека ги поддржува протестите, дека незиниот син кој ви е внукот брат исто ги поддржува протестите. А право да ви кажам, не пратам. Бранко Тричковски ви е пријател, така? Да. Комуницирате. Еве негов Facebook статус, февруари 26 2017 година. Пред 2 минути ми се, и ова е метафора, предпоставам, нели? Пред 2 минути ми се јави Солза Грчева. Целата вознемирена ми вика: Тричко, дали би сакал да ми биде син? Не, и реков. Те молам, Тричко, моите
падна во битката за факторизација на Македонија, останав без деца. Тажно, нели видите? И ова е метафора. Гледате до каде оди човечката злоба, до каде оди до каде одат ниските страсти. Андре Жерновски е наследник на функцијата која стои во Вуале, градоначелник на општина Центар, вие бевте градоначелник во 90-тите години. Исто вели за вашиот внук, ми се јави син од странство и ми рече, не сум ја крив, што ми е мајка. И после одговор на Сол за Грча, мојот син е честит и воспитан човек. Не се јавува на хоштаплери, мисли на Андре Жерновски, како тебе. Ти кој со средно влезе во парламентот, па со врски на 35 години дипломираш. Видите, за ово ли говорите? Ово ли е ниво? Не. Вака ли се однесо кон протести, професоре? Протести кои ништо не рушат и ништо не прават. Гледайте. Можете ли на тие луѓе да им погледнете во очи? Можете ли на тие луѓе да им погледнете очи, професоре? Ова би требало да е интервју. Ма еве, само цитирам. До сега е само карање. Не, ја само цитирам. Ама сега треба да ми оставите барем толку просто. А еве ви оставам. Сега не зборувајќи, не сакам да ги уклучувам овие и предпоставувам дека нема да ги пуштате во емисија, каде што семејството не влегува во Не, тоа е јавен документ. Не е важно. Тоа е јавен документ, во контекст на нашиот. Сам да кажам, мојата теза беше поента дека ваши роднини, ваши пријатели, ваши студенти се на тие протести и немате право да ги навредувате. Може би имате право да ги навредувате, но тоаш не заслужувате да им бидете професор, роднина и пријател, бидејќи тоа не е ниво на комуникација помеѓу нормални луѓе. Моите колумни имаат и порака, меѓутоа се литературна форма. Тие се литературна форма. Ја не сум новинар, ниту сум професионален, не знам, политиколог, политички аналитичар. Моите колумни се мои рефлексии на случувања актуелни и така натаму. Она што е содржината на колумната е прашање на муабет, меѓутоа незината форма, тоа е литературна форма. Сите ова што вие ги нарекувате навреди или некултурни, тоа се метафори. Можеме да зборуваме за вистинската порака, а тоа се обидувам јас да ви ја кажам, дека е комплетно, чекайте само завршам, комплетно е вон памет да вие во ситуација кога некој силува жртва и жртвата го нарекува со зборови и вие да кажете, ама те молам, каква е ова некултурна употреба на зборови? Грчев, ние сме жртви на режим. Зборот убива. Ние сме жртви на режим. Како што убива куршум. Значи таа формулација, таа флоскула дека зборот убива. Зборот убива? Да, апсолутно. Куршумот убива? Не, и зборот убива. Не. Значи никогаш куршумот не претходни на зборот. Секогаш е зборот прв. Зборот убива. Океј. Зборот навредува. Сакам да зборот омаловажува. Ова овде, според зборовите што ние ги кажуваме, ова е милион пати пострашно. И ова интервју. Понавредливо. Е исти дух на колумните. Не е навреда. Има две Македонии. Супериорната, вашата Македонија и она идиотска, мајмунска или хоштаплерска, како го нарекувате, кој протестира. Гледайте. Тоа е лајт мотивот на се она што го пишувате. Тоа е расизам. Лајт мотивот. Тоа е расизам. Јас пишувам за расизмот. Да, тоа е расизам. Не е расизам она што јас го пишувам. Јас го пишувам од позиција на жртва. Што сте вие жртва? Жртва сум што живеам. Имате и сум сведок. универзитетска кариера. Сведок. Сте биле градоначелник на општина Центар. Сте биле председател. То нема врска сте биле со режимот председател на на ВМРО. Совет на СДСМ. Значи вие сте биле во време на Бранко Царенковски на чело на интелектуалната елита на СДСМ. Вие сте биле на чело на Совет, на интелектуалци, на ветерани, на основачи на СДСМ. Okay. Така ли е? Да. Тој Бранко Царенковски 97 година праќа полиција да го врати македонското знаме на ерболите пред општините во Тетово и во Гостивар, а вас не ви смета тиранската платформа која вели знамето треба да се менува. Не, гледајте. Кои се тие двојни стандарди? Не се работи за двојни стандарди. Јас, и ако прецизно ме слушавте, а не ме слушавте, туку ја терате својата теза, јас и тогаш ви реков. Гледа, кога имате случај, ви носат, вие сте лекар,
носат случај на повреден човек од сообраќајка. Го прифаќате во траума центар. Што правите прво? Прво правите она за кое што препознавате дека има најмалигни, кое што е најакутна повреда, која што повредува витални функции. Витални функции кои што ќе доведат до сигурна смрт. Значи, вие не се бавите со куп други, може да бидат сериозни, или, не дај Боже, да се бавите со хронични заболувања кои што ги донел повредениот. Вие го решавате виталниот проблем на крварење, на функција на срце, на функција на бели дробови или не знам што. После тоа, кога ќе го стабилизирате, преоѓате во екстремитетите и потоа, кога ќе се дигне пациентот од акутна состојба, вие се бавите со неговите хронични болести. Професоре. Албанската, Професоре. животот со албанците, соживотот со албанците, тоа практично го потенцираме премногу, тие се македонци. Прва пауза за реклами, останете со нас, погледнете и рекламите и се враќаме со втори дел на нашата вечерашна емисија или интервјуто со Мирослав Грчев. Доколку не ги избегнеш грипот и настинката, кафетин Coldmax. Со нов вкус на лимон и ментол. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Кардиопирин, гастрорезистентни таблети, се употребуваат за превенција од миокарден инфаркт, васкуларна тромбоза и од мозочен удар. Таблетите кардиопирин ја намалуваат појавата на несакани гастроинтестинални дејства. Кардиопирин, чувар на вашето срце. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Врвот на светската медицина и во Македонија, патентиран во САД, студиски потврден на Penn State Универзитетот во Харвард, произведен во Германија. ЦХ од Гелита, Германија, за здрави коски, тетиви, лигаменти и менискус. Не секој алфа е и ЦХ. Барајте го оригиналот ЦХ, барајте стриктно од Гелита. Не секој алфа е и ЦХ. Избегнувајте фалсификати, барајте оригиналната ЦХ. Пред илјадници години ги осветли нашите умови за да ја сватиме вистината. Трчавме низ вековите додека Томас Едисон направи чудо. И даде енергија и ние го дизајниравме егло во срцето на Австрија. Од 1969 секој ден растеме кон совршенството. На секои 2 секунди една светилка егло се вклучува за прв пат. Манекс го доведе во Македонија. Егло. My light, my style. Професоре, Ние сме, кој е автор на знамето денешно на Република Македонија? јас сум на оригиналниот Вие сте автор на знамето на дизајн, Република да. Македонија. Да. По тоа знаме гинеа македонски бранители 2001 година. Што е совинистичко или што е националистичко во тоа знаме? Што им пречи на албанците? И барат промена на Не знаме. сум бил во ситуација да дискутирам за тоа. Еве, јас ве прашувам, сега сте во ситуација да дискутирате? Не, ја мислам дека приказната, пазите, ја не ги знам воопшто ни аргументите на таа страна, неколку пати се Треба да се споменува, разговара, да се отвори дебата. околу знамето. Тито Петковски и Зоран Заев потврде дека ќе се отвори дебата околу знамето, околу химната и символите на државата. Што според вас на вашето знаме е националистичко што треба да им пречи на албанците? Не, нема ништо националистичко. Што треба да ставиме орле на тоа знаме? Не, гледайте, приказната со... Би прифатиле ли вие да направите ново знаме со орле? Значи, гледайте се. Јас не сум тој што прифаќа или не прифаќа. Меѓутоа, имам резони, имам знаења од таа групација на области. Ова се вика вексилологија. Имам знаења. И како професор, и како графички дизајнер.
Меѓутоа, тие немаат врска со политичките состојби и со политичките состојби на духот на разни групации. Што подразбираат под промена на знаме политичките партии на албанците кои што тоа прашање укажуваат, ја немам појма. Како за тоа што е актуелно Не можам да знам, затоа што аргумент... А тоа државата е уништена, киднапирана, крвари и така, тоа значи ви е лесно да говорите. Гледайте, значи јас сега ви давав една медицинска травматолошка метафора. Што албанците проблематизираат државата, не ви пречи. Проблемот на македонците и македонците албанци во Македонија е траен проблем, геополитички, хронички проблем кој што треба да се решава на долги патеки и кој што се решава толку колку што може. Албанците се такви какви што платформата се. не е никаква квалитативна промена драматична. Таа е ништо од историски аспект и од геополитички. Нерелевантна е. Пазите, никакви теории на заговори не ми се интересни за да зборувам за нив. Сакам да речем, ние имаме бомбардирање на Косово, создавање на косовска држава, преливање на сукоп. Значи имаме стварни големи влошувања на геополитичката состојба на Албанија и албанците. Тоа што сакате да кажете во сите колумни и во ова интервју велите следно. Да, албанците се такви какви што се. Јас не ги третирам. Значи, болеста се македонците или еден дел на македонците. И тоа си има, ајде да речеме, свој минат труд. Или да речеме некоја пледоје, или некоја историска подготовка. Албанците имаат свој болни. Не може да ми ставате уста нешто што не сум кажал. Албанците си прават тоа доста неумешно, доста, ајде, незграпно и така натаму. Да. И видите, но проблемот е помеѓу македонците. Сега, ако седнеме да се вратиме на назад, генерал Тодор Александров, Тодор Атанасов, еден од големите генерали, вели дека всушност нас не се случува процес на егеизација, кај што би бил сличен на процесот на бугаризација и на србизација. Луѓе, македонци дојдени од Грција егеизираат Република Македонија. Па кога е бегалската криза, излага Најчевска, излага Уранија, Пировска и се други, велат, кај се сега егејците што ги собравме, што ги примивме овде и така натаму. Па се велите дека еден дел од македонскиот народ се шимпанзи и мајмуни, и дека тие ја узурпираат, па да, тоа е метафората што велите. И те узурпираат, и вие узурпираат власта. Тоа не е тврдење дека дел од македонците се шимпанзи. Професоре, проблем со вашето читање на литература сваќате ли што правите? Значи, сваќате ли што правите? Значи, велите, мора да има конфликт помеѓу македонците, кај што треба да биде истребен еден народ кој е силува Македонија, еден дел на народот. Еден дел од луѓето од мафијата, како кој треба да види. Мафија. Значи вие цело време тоа кажете. Значи велите дека тие луѓе не заслужуваат да ги имаат правата врз што ќе им направите? Ќе бидат ко русите во Естонија, 35% што не може да гласат. Тоа ли ќе им направите? Чекајте, Васко. За народ зборувате? Никаде не сум го рекол тоа. И е исклучително погрешно. Никаде не сум го кажал дека дел од македонскиот народ треба да се истребат, истераат и нормалното функционирање на ВМРО-скиот мозок на телото му заштедува неверојатни 17% енергија. Добро. Значи ВМРО-скиот мозок е на ниво на мозок на шимпанзо. Тачно. Тоа ли е? Сега го кажавте. Тоа ли го пишува? Сега го кажавте добро. Дали е тоа тврдење дека се шимпанзи? Криминалната групација на ВМРО Истори Куп гомна настави парламентот. 460.000 луѓе гласали за таа ВМРО-вска групација. 460.000, 200.000 се силовани и фалсификовани гласови. Гледате ли извештаите? Пратеничката на СДСМ од Делчево оди со пари на Сорос купува ромски гласови. Фатени Куманово, фатени Штип, фатени Струмица. Организатори на изборите, Државна изборна комисија која го става како представник на опозицијата. ОПСЕ, истата структура на ОПСЕ тука, истата структура на ОПСЕ на референдумот во Турција, како што ќе се прават одредени проблеми. Преставка до USAID, преставка до Белиде кој се свори во изборите во Република Македонија. Значи сега и референдумот во Турција за Ердоган е исто толку демократски. Не бегајте од темата. Скуповите на Ердоган се
Исто како нашите за Македонија. 260.000 луѓе ги поврзавте двете страни. 260.000 луѓе биле силовани, значи само 200.000 луѓе гласале вамо за ВМРО ДПМН. Како може 260.000 луѓе се силовани? Тие значи се не луѓе, тие се значи бројки, а овие се луѓе. Шимпанзи, не луѓе, да се истребат, тоа го кажавте вие. Јас никаде не сум. Не се вие го кажете. Не, тоа е вашето читање. Како читање? Ма еве, Вие сте Зар би може ја да читам ако вие не го напишете? Вие сега кажавте, значи ВМРО, значи вие кажавте. Ова ниско организирана протеинска материја. Не, еве за мозокот. Што како од канализација спонтано се истура по скопските улици. Е како мозок на шимпанза. Значи, професоре, како би го дефинирале ова? Ниско организирана протеинска материја, што како од канализација спонтано се истори по скопските улици. Мислите на протестантите, така? Треба да ви раскажувам. Не, мислите на протестантите. Овие се долги приказни. Не, кратко можете. Ако ги сечете и ми ги извадите од контекст као сега. Еве имате наслов. Хибернирани кретени по улиците на Скопје. Овој наслов ви го ставил некој друг, не јас. Така? Хибернирани кретени. Знае ли дали што е хиберниран? Не. Знаете ли што е кретен? Може ли дефиниција? Може ли дефиниција, пошто гледам и устав познавате, и политика познавате, и право? Што е кретен? Дали кретен е нормален човек? Тоа е поим за тешко ментално заостанат или пореметен човек, застарен поим, не се употребува во ниту во психологијата, ниту во медицината. Протестират се кретени. Значи со тешко ментално заболување. Тоа е стар, пазите, тоа е стар медицински израз кој потекнува од 19-тиот век и во 20-тиот век е избацен од употреба. Од кога е избацен во употреба, тој се употребува во литература, во говор и во други уметности како што е филмската, се употребува метафорично затоа што веќе го изгуби своето конкретно значи. Значи они усвари се кретени литературно, ама не психијатриски. Да. Значи, а што е разликата? Гледате, кај кретен помеѓу литературно и психијатриски? Од мојата шега, дека е ВМРО-вскиот мозок. Сега. Е. И па зашо не пишувате во Остен, туку во Плюс Инфо и Слободен печат? Почна во Остен ја. Да. Ама зашо не пишувате тамо шеги? Шеги се пишуваат тамо. 20 во сериозни 20 години портали, политички и најтиражниот дневен вестник се пишува сериозно од универзитетски професор, председател поранеше на Советот на СДСМ, градоначелник на општина Центар. Од кога државата ни стана карикатура, еден од перијаниците на интелектуалното крило на СДСМ. Шегите се прават во овој дискурс. Вие сте еден од перијаниците на интелектуалното крило на СДСМ. И сте биле на чело на тој совет. Од вас се очекува разумни решенја, визија за Македонија. Се уште сум на чело на тој совет. Се уште сте. Значи од позиција на председател на советот на СДСМ не ги пишувате овие работи? Да, што да не? Како сакате? Стојам за секој ред и понатаму. Значи јас не сум го прочитал погрешно, туку вие го прочитавте значи, погрешно. Вие сте го напишали и стоите за тоа. Не, значи не сте донеле погрешен текст. Тоа се моите текстови, само вие го читате погрешно. Што е? Како е возможно, например, има избори 2014 година, СДСМ вели дека се нелегитимни, нелегални тие избори, не ги признава изборите, ВМРО освојува 63 пратеници, заедно со ДУ имат некаде околу 2/3 во парламентот. 2 години има криза во државата, шарени револуции, протести, СОРО склучување, Канва склучување, што не во државата. Нема објект во центарот што не е девастиран. Нема објект што не е испоганет, нема човек што не е исповреѓен, тепање со полиција, кршење, праење, пустење и така натаму и така натаму. Не е малце презголемувањето, нема објект што не е девастиран. Пак ја пуштам снимки ако не да ги читаме вашите зборови сега. Девастиран, знаете што значи? Да. Уништен. Апсолутно. Знаете што е уништен? Да. Гореше ли да се сруши, да се уништи. Гореше ли канцеларијата на председателот на државата?
Па тоа беше малце опрема, се виде Не, после гореше тоа. ли? Не, дали гореше. Колку беше штетата? Па гореше. Беше на суд. Ете. Колку беше штетата? Професоре, Колку беше штетата? Пошто цитиравте... Колку една собраќајка на паркинг? Пошто цитиравте медицина. Немаше објект, Не, рековте сега, во прашањето што е центарот што не е теза, девастиран. немаше објект што не беше уништен. Па да, уништен, фрлено бомба, гаѓано со молотови коктели, Тоа професори тоа беше универзитетски... боја, тоа беше уметнички перформанс. Уметнички? Канцеларијата на овој председателот, таа беше со насилство оштетена. Видовме дека целата штета влезе во 8.000 евра. Мала собраќајка без последици по луѓето, во која на паркинг. Значи биле благи усвари. Всушност по што кажувате, 8.000 евра. Ништо. Према штетата, што оние прават на државата. Режимот само украде и изнесе од земјата повеќе од 5-6 милиарди долари во кеш. Тоа е најголема кражба во историјата на оваа земја и ќе биде најголема. На зградите кои што велите девастирани, а ништо не им фали, осем на некои малце боја. Чекате да довршам. На зградите од 2014 сите до една дивоградби кои што го срушија и поредокот, и просторот, и планот, и законите, и прописите, и стандардите, чие што градење чинеше 1 милиарда евра и во чиешта структура во градењето, и то поуздано знам, за све имам докази, има помеѓу 30 и 70% поврат. Значи, поврат во смисла украдени пари. За Скопје 2014 све знаете. Пазите, знам се за Скопје 2014. Има ли цигли? Значи, тој злочин чини неколку милиарди долари. Има ли цигли? И ние сега ќе ставиме оска и ќе речеме тоа е исто како ова што шарената револуција и демонстрантите му ја направија на канцеларијата. Значи тие 6 милиарди долари се исто со 6.000 евра за опремата. Господине Грчев, бидејќи знаете све за Скопје. Бидејќи знаете све. Бидејќи знаете да се споредуваат пошто се односен према. Значи бидејќи знаете све за Скопје 2014. Има ли цигли од Еленица во Скопје 2014? Бидејќи све знаете, може ли на тоа прашање да ни одговорите? Не, на тоа не знам. Па нели све знаете? Не, се пазите под се, никош не се подразбира. А сега ви е проблем да кажете дали има цигли од Еленица. Па зашто во собственост, па рековте све знаете, затоа ја прашав 3 пати. Тоа е колоквијално. Метафорички. И тоа. Исто као што би рекол дека не знам ништо. А учествували ли се да самоски фирми во Скопје 2014? Може би. Гледате како молчат за Скопје 2014. Се заборави. Не, гледајте. Да, се заборави. Што партија? Гледате како молчат. Што се како молчат за изградба на клиничкиот центар у Скопје. Да, сада самоски фирми се влезени во клинички центар у Скопје да градат. Многу блиски на една фамилија од Струмица, која владае сега со левица. Но тоа не се разговара, нели? Криминалот е само ВМРО-вски, не е сада самоски. Само ВМРО-вски е додека е мафијата државна. Не. Додека криминалот го прават државни органи, човече. Ја ве гледам во очи. Значи, тоа е суштината на проблемот. Дали е 8.000 евра? Каква е разликата? Или 8 милиарди, криминал е криминал. Дали е сада самовски? Или е ВМРО-вски? Криминал е криминал. Значи, и ќе се одговарат и еден, и друг, и трет, и петти. Со игла на прстето да ви земам крв. Не е така. Или ќе ве прободам со кол. Не е така. Па тоа е односот 1 према 1000. Нема малку криминал е и 6 милиарди украдено, значи нема малку или многу заразен од сида. Или сте заразен од сида, или не сте заразен од сида. Или сте криминалец, или не сте криминалец. Еве, јас се согласувам дека во владењето на ВМРО ДПМН е правен криминал. Разликата е огромна. И очекувам СЈО, судските органи во Република Македонија да го истражат. Вие зборувате сите исти. Тоа поистоветување на сите работи
Тој ги донесе и ги одржа со години сите фашизми. Она снимка што И беше ги правда сите злочини. Она снимка што беше Сите крадат. Она снимка што беше од Струмица. Джеси Джемберс, до Дерингер, америчките разбойници и плячкаши, влегуваа у банки и вика, ние ги крадеме парите кои што се веќе украдени. Не се секирете. Гледавте она снимка од Струмица. Се е исто. Нели? Крадат и банките, крадат и плячкаши. 1 евро за вицето и гледате снимката. Го познавате тој човек или тој некој глумец од Струмички театар кој е ставен тамо да го глуми Зоран Заев? Видите со кое леснотие се бара 1 евро за вицето. Пратите. Јас да ви побарам шестка сега за некој комшија, ќе умрам од страм. А тамо 1 евро за вицето беше побарано, око не му трепна. Не се бавам. Не му се помести мускул на лицето. Со проблеми, со скршен ногт, како вие велите, на жртва на собраќајна како вие велите, рутинерски се бараа пари. Ноктот го решава педикир на веќе потполно здрав човек. Ноктот скршен може да боли, може да прави проблеми, може да загнои. Тој е Има ли презумпција дисфункција, меѓутоа познавате ли презумпција на невиност? Имате смртна болест или повреда познавате ли презумпција на невиност? Се заканува на целиот организам и на виталните органи, се бавите само со нив. Ова овде го оставате, општеството ќе остане. Има ли презумпција на невиност за вас? Значи, приказната да јас се бавам со нокат, додека мојот болесник, под наводници, е со отворени рани што крварат и со артериски повреди, тоа е во медицината злочин. Злостор и се казнува, е казниво како лекарска грешка. На невиност. Дали признавате презумпција на невиност? Презумпција на невиност е, сакате да ви дефинирам што е тоа во правото? Дали признавате? Не е прашање дали се признава. Презумпција на невиност постои во одреден систем или не. Во моментот, тоа не е нешто што некој човек признава или не. Во моментот, во Република Македонија, нема осудени политичари од СДСМ, од ВМРО. Има само еден аболициран политичар за криминал тежок 8 милиони евра. Ни еден друг. Сигурно? Апсолутно. Бучковски се води процес, се врати во првостепена постапка. Против Црвенковски, колку што можам да видам, нема. Против Шекеринска, колку што можам да видам, има према сопругот, но нема кон неа. Кон Стео Пендаровски нема. Се водат судски процеси кон Груевски, екипата од Груевски, но нема пресуда. Се отвара афери, нема конечна пресуда. Имаме само за Зоран Заев. И се вие говорите 30 минути, прст, нога, све скршено. Ние говориме за факти. Ја не говорам за предпоставена ситуација. Ако има криминал, ќе си лежат. Кој? Па тие што го направиле. Ама ве молам. Па тие што го Презумпција на направиле. невиност е нешто што може како, значи тоа е право кое што се воспоставува во правен поредок таму каде што постои држава во која што владее правото. Значи, таа низа, ако од поединечно право нема систем кој што го брани и го овозможува, тоа е флоскула, ништо, нула. Презумпција на невиност не постои во режим. Како што ви најавив на почетокот на емисијата, во текот на целото интервју нема мои најави, што воопшто ми се нема случено во мојата 15-годишна телевизиска кариера. Тука правиме пауза за реклами, погледнете ги рекламите и се враќаме со вториот дел или крајот на нашето вечерашно интервју. Малпигија маргината, или позната како ацерола, исклучително богата со природен витамин С и потекнува од Барбадос. Сега ацеролата е достапна за сите. 100% природен витамин С. За деца и природен витамин С за возрастни. Затоа, за моите најблиски, јас одбрав. Ацерола алкалоид. Таблети за чвакање со природен витамин С и неодолив вкус. Од сега во ново блистер пакување. Врвот на светската медицина и во Македонија, патентиран во САД, студиски потврден на Penn State Универзитетот во Харвард, произведен во Германија. ЦХ од Гелита, Германија, за здрави коски, тетиви, лигаменти и менискус. Не секој алфа е и ЦХ. Барајте го оригиналот ЦХ, барајте стриктно од Гелита. Не секој алфа е и ЦХ. Избегнувајте фалсификати, барајте оригиналната ЦХ.
доколку не ги избегнеш грипот и настинката. Кафедин Cold Max. Со нов вкус на лимон и ментол. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Пред илјадници години ги осветли нашите умови за да ја сватиме вистината. Трчавме низ вековите додека Томас Едисон направи чудо. И даде енергија и ние го дизајниравме егло во срцето на Австрија. Од 1969 секој ден растеме кон совршенството. На секои 2 секунди една светилка егло се вклучува за прв пат. Манекс го доведе во Македонија. Егло. My light, my style. Се уште се председател на Советот на СДСМ. Значи на најинтелектуалното тело на партијата која треба да биде власт во Република Македонија. Што е вашиот совет? Треба СДСМ на сила да формира влада во моментов, на сила да избори председател на парламент, бидејќи како што велите е узурпирана власта во Република Македонија. Прво, не сметам дека е реален зборот на сила кога се зборува за нешто што СДСМ може во парламент да изведе. Силата во Републиката ја има и ја злоупотребува режимот, ВМРО, ВМРО-вските пратеници, Трајко Велјановски и сите други институции. Таму е силата. Таму е насилството, со неформалното насилство се звоцка по улиците. Што треба да направи Што и да направи СДСМ, тоа нема да биде на сила. А како ќе биде? Ќе биде онака како што можат да направат избегнувајќи го насилството кој што над парламентарната суштина, процедура, закон и против сувереноста на земјата го прават, го прави малцинството заедно со службите, затоа што тие заедно со режимот, тие го држат во заложништво. Признавате ли црниот 24-ти? Го држат собранието. Го признавате Кој ли? може овде да направи сила? Сега малцинството може да ги избаци мнозинството од парламент. Го признавате ли црниот 24 декември? Исто може да се случи да сакаат Трајко Велјановски ако 24 декември го сметаме исто ќе се случи за удар врз демократијата, јас го сметам лично. Исто сметам да го сметам лично дека е удар врз демократијата. Исто сметам дека мал удар. Нема мал удар. Ама нема мал удар цело време, јас тоа се обидам да ви кажам. Нема малку и многу заразен од сида. Или сте заразен. За сидата важи тоа. Или не сте заразен. За чутек не важи тоа. Нема мал и голем удар врз демократијата. Или ја почитувате, или не ја почитувате. Како не е точно? Не е точно. Малата доза на арсен е лек. Вие би заборавиле само разлика во доза, само разлика во квантитет. И сега вие би заборавиле 24 декември. Лекот го претвара во отров. И жртвите од 24 декември се треба да бидат во наводници джелати, да ги исфрлат овие од парламентот за да може да конституират парламент во наводници, да изберат председател и да изберат влада. Како може да биде джелат мнозинството кое што се третира како малцинство? Па мнозинство беше ВМРО и ДУИ од 2014 година, па не може да функционира. Пазите, во моментот па дојде меѓународна заедница. Насилство. Па тој што беше легално избран, мораше да отстапи од функцијата премиер, бидејќи тоа го бараше опозицијата. Чисто насилство е тоа. Ова што се случува е насилство. Не разбирате? Затоа што не се прави влада противно на устав, не се прави парламент, не се формулира противно на устав. Знаете што е насилство? Се држи празна републиката, се оптужуваат албанските партии и народ за агресивност, за да се подигне сукобот и температурата. Значи, кој тоа го прави? Тоа го прави партиската држава на ВМРО. Партиската држава на ВМРО го ризикува постоењето на Македонија активно, удирајќи по сите највитални органи и шевови. Знаете што е насилство? Насилство. Тие го прави. Насилство е. Ние што седиме овде и што кажуваме дека мозоците им се како на шимпанзи, тоа е насилство. Насилство е ако 2 години се етаблира дека улични протести се легитимно средство на политичка битка. А ако се наметни дека бомби
тајно снимени разговори, презентирани во јавност, се легитимно средство на политичка битка. Видите, тоа еднаш кога ќе стане легитимно средство на политичка битка, не може да биде прекинато. Или е средство легитимно, или не е средство. Ако се прифати дека тоа е... Ова исто ви е погрешно како и со сидата. Ама како може да е погрешно? Тоа со сидата ви е метафора. Дали шарената револуција беше легитимно средство на политичко... Дали шарената револуција беше легитимно средство за залаз на политичко? Да. Дали бомбите беа легитимно средство? Да. Да. Ако тоа што ви е вас дозволено, зашто нема дозволено на другите? Тоа станува легитимно средство на политичка битка. Нема други. Значи, вие ако наметнете политичка дебата со... Правите симетрија и во прашањето и во тезата имате погрешна предпоставка. Бидејќи сметам, ако е нешто легитимно за едни, е легитимно и за други. Не е тачно. Ако е нешто недозволено за едни, не е дозволено за други. Она што е легитимно за жртвата, не може е нелегитимно за... Нема да ви помини стратегијата дека е црно-бело во Македонија. Па некаде мора, не може да ви помини стратегијата дека е се црно-бело. Па мора некаде да има и сиво нешто. Јас сакам да припаѓам во сиво. Јас сакам да бидам во центар. Значи не сакам да бидам ни црно, ни бело. Вие не ми го дозволувате. Значи вие не ми го дозволувате, велите не. На белото му е дозволено, на црното не му е дозволено. Ако вие барате да биде белото, ако вие велите ако сакате белото и црното да немат исти или да имат исти, вие тогаш не сте сиво. Вие мора да припаѓате. Не, апсолутно. Сиво има и вие можете да му припаѓате сиво. Па јас тоа ви го зборам цело време. Не можете, не е тачно. Вие знаете што ми зборите? Вие сега да речете, овие не се бели, овие не се црни, сите се сиви, постои симетрија, исти се едните други. Јас велам следно. Тоа ми го кажете. Не, јас велам следно. А вие можете да бидете ако сиви, белите меѓутоа користат бомби, СДСМ не се сиви, протести, користат и не се црни. притисок на улично менување на власта. Тогаш можат и другите да го прават. Не можат. Можат. Тие држат власта. Не можат да протестираат тие чија што е полицијата и војската. Тие што ги наоружаваат парадржавните и паравојните органи, тие не можат да протестираат. Силата е во нив, институциите се во нив. Извинете што го дигам гласот. Па прво, начело на... Меѓутоа, пошто сте перзистентно конзистентен, народски да се изјаснувам, цело време викате исто е. Имате едните и другите. Нема. Ама начело на полицијата е министер. Ама начело на полицијата е министер од ДУИ. Што има тоа врска? Како нема врска? Што има тоа врска? Па начело на полицијата е министер од редовите на ДУИ. На оние средноазиските јазици. До завршување на изборите. До завршување на изборите. Министер на полицијата беше Оливер Спасовски. Гледате, не е важно. И Оливер Спасовски го држеа во круг од неколкуте канцеларии околу министерството. Не си играме играчки. Кој е министер? Голема работа. Дали е Груевски, председател на партија, председател на држава, председател на влада, тоа е потполно небитно ако е тој капо ди тути капи во мафија, партија, држава. Тој е газда. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи, ние се гледаме за 7 дена, значи на 30 април оваа година. Пријатно вечер Македонија, каде и да си. Се гледаме идната недела во 19 часот и 30 минути.